Сега сме јули, јас во мај кажав дека пред нас е најтешката зима која што Европа ја има видено после Втората светска војна. И тогаш бев обвинуван за тоа што го говорам. Сега гледаме дека и премиерите на соседните држави кажуваат дека ова ќе биде најтешката зима. Премиери на членки на Европската унија кажуваат дека ова ќе биде најтешката зима. И почитуваната пратеничка која што е единствена тука и благодарам за присуството од опозицијата, и нејзината партија исто така конечно се согласи во нешто дека пред нас е најтешката зима. Таа најтешка зима е резултат на војната која што се води во Украина, со нападот на Русија врз Украина и сите проблеми кои што се случија на светскиот пазар со зголемување на цените на енергенсите, зголемување на цените на нафтените деривати и енормното зголемување на цената на електричната енергија, за која што постои опасност дека ќе ја има во недоволни количини во текот на зимскиот период на европскиот континент. И тоа не е заклучок само на нашите македонски експерти и луѓе кои што се занимаваат со таа проблематика, туку на експерти со светско реноме. Уште при конципирањето на ребалансот за 2022 година, кој што беше изгласан во собранието, ги имавме овие факти во предвид и затоа со ребалансот на буџетот кој што се изгласа во собранието се определија дополнителни 76 милиони евра за нови антикризни мерки. Тие нови антикризни мерки се во фаза на подготовка. Ќе бидат нормално комуницирани со стопанските комори и со другите заинтересирани страни во општеството, како и секогаш досега. И откако ќе бидат земени сите сугестии во предвид, ќе бидат операционализирани преку соодветните министерства. Второ, со оглед на тоа дека има едно зголемување и на цените на храната, а особено на инпутите во производството на храна, а тоа се вештачките ѓубрива, недостатокот на одредени прехранбени основни производи, како што е житото, и сите гледате што се случува со задоцнетите испораки на жито од пристаништето во Одеса, кои што се надеваме дека конечно со помош на меѓународните организации ќе започне. Исто така ги зголеми енормно и цените на храната. Затоа 32 милиони евра се определени во ребалансот за зголемување на домашното производство на храна. Со оглед на тоа дека се наоѓаме во период на најголема инфлација после Втората светска војна и која што е на ниво помеѓу 9 и 10% на годишно ниво во нашата држава, меѓутоа во одредени држави во Европа е веќе и над двоцифрената бројка од 10%, и тоа е резултат на зголемените цени на енергенсите, нафтата и нафтени деривати, храната, суровините, посебно во преработувачката индустрија. Исто така определивме мерки кои што се усогласени со монетарната политика, а се од фискален карактер во однос на зголемување на примањата во различни области. Затоа во ребалансот е предвидено зголемување на пензиите за 320.000 пензионери со усогласувањето кое што ќе следува во септември врз основа на новата методологија. Потоа исплата на сите субвенции за земјоделците кои што веќе се исплаќаат и определување на средства за развојни проекти. Дополнително зголемени се и трансферите до локалната самоуправа заради зголемувањето на платите во образованието и во детската нега, кои што беа резултат на успешните преговори кои што ги имавме со синдикатот на вработените во образованието. И исто така предвидено е зголемување на платите во други области со различно ниво на зголемување, и како што гледате, вчера веќе беше донесена и одлуката, односно завчера на седница на влада, за зголемување на платите во Министерството за внатрешни работи. Министерката за култура информираше за зголемувањето во култура, како и во сите други области. Паралелно со тоа тече и економско-социјалниот диалог со синдикатите во однос на
воведување на нова методологија за порастот на платите и воведување на нов закон за зголемување на конзистентноста во однос на платите во јавниот сектор. Меѓутоа, исто така течат паралелно и активностите за зголемување на ефикасноста и перформансите на јавниот сектор, кои што исто така беа разговарани со синдикатите, бидејќи ако приватните, односно граѓаните кои што работат во приватниот сектор плаќаат даноци од кои што сите во јавниот сектор земаат плата, тогаш што очекуваат и поголема зголемена ефикасност за оно што го добиваат како услуга од истиот тој јавен сектор. Во однос на капиталните инвестиции, забележливо е дека тие се намалени во однос на првичната проекција во оригиналниот буџет, меѓутоа исто така е факт дека сепак сумата која што во моментов е проектирана во ребалансот е за 8,8 милиарди денари повисока во однос на минатата година или за 16,1 милиарди денари поголема во однос на износот предвиден за капитални инвестиции во 2020 година. Тоа на овој буџет му дава развојна компонента од аспект на тоа што дефицитот кој што е предвиден не беше зголемен на ниво кој што го предвидуваа одредени економисти со опозицијска провиненција, а тоа се должи на фактот што владата превзеде мерки за ригорозно штедење, кое што штедење се отсликува преку заштеда на 200 милиони евра непродуктивни трошоци кои што се наменети практично за справување со економската криза. Во рамките на ова справување многу важно е одржувањето на ликвидноста на буџетот и Министерството за финансии веќе води разговори со голем број на финансиски институции, мултилатерални и унилатерални, кои што ќе треба да обезбедат по најповолни каматни стапки со оглед на движењето нагоре на каматните стапки на светските финансиски пазари, задолжување со најниски можни стапки во моментов. Од тој аспект имаме стабилен финансиски систем, кој што се однесува како на фискалниот, така и на вкупниот монетарен систем во државата, вклучувајќи го и банкарскиот сектор и стабилноста на денарот, кој што е еден од лостовите на економската политика на државата. Во однос на антикризните мерки, ние како држава и како влада докажавме дека сме први во регионот при носење на робусни антикризни мерки. Тоа беше направено и при корона кризата, кога беа инектирани 1,2 милиарди евра во стопанството и кај граѓаните, како и при економската криза предизвикана од енергетската криза и подоцна од војната во Украина, преку 26 антикризни мерки со вкупен износ од 400 милиони евра. Дел од тие антикризни мерки се уште се активни и заради тоа имаме електрична енергија која што во износ од околу 80% се субвенционира од страна на државата. Енергетскиот сектор, односно компаниите во енергетскиот сектор имаат јасна задача дека треба максимално да го зголемат производството на електрична енергија преку сите расположиви капацитети. Второ, да обезбедат енергенси, односно суровина за производство на таа електрична енергија од домашни извори што се однесува на јагленот, меѓутоа и преку обезбедување навремен на увоз на јаглен и обезбедување особено на навремен увоз на мазут. Бидејќи ние мора да бидеме искрени пред себе дека веќе има недостаток на мазут на европскиот пазар, особено во делот на Јужна Европа. Тоа беше веќе очигледно и во Словенија и во некои други држави и затоа веќе се прават аранжмани за да може да се обезбедат потребните количини за производство на електрична енергија во капацитетите кои што произведуваат електрична енергија од мазут. Истото се однесува и за гасот, бидејќи не чека зима неизвестна во однос на снабдување со газ. Ние имаме дел од индустријата која што го користи гасот како енергенс во текот на зимото, меѓутоа гасот е исто така значаен енергенс, односно неопходен во однос на затоплувањето на градот Скопје. И затоа веќе се направени мерки во однос на вклучување на ЕСАМА во системот на затоплување на градот Скопје, како и обезбедување на сите потребни суровини. Сите капацитети на владата, гледате и на стопанските комори кои што вчера имаат состанок, се ставени во таа функција и се надеваме на успешно пребродување на зимата и повторувам уште еднаш со се уште неизвестни последици од војната во Украина во однос на најтешката зима која што не очекува. Ви благодарам.